Го отвораме вториот дел од ова издание на Македонија Наутро со редовната рубрика Здрав живот и разговараме на тема Пролетта е вистинско време да стекнеме навика за свежа храна. На оваа тема разговараме со мојот гостин Љупче Трајчев, нутриционист, односно доктор по природна медицина. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, благодарам на поканата. Се надевам и ова утро ќе бидеме интересни за гледачите на... Како и секогаш. Како и секогаш. Зимата е зад нас, дојде пролетта, имаме веќе повисоки температури, можеме да уживаме во убавото и сончево време, меѓутоа можеме да кажеме дека се помалку време имаме за себе и за своето здравје поради динамичниот начин на живење, меѓутоа секогаш ставаме акцент на тоа што значи здрава исхрана и можност да добиеме што е можно повеќе енергија и можност организмот да се носи со секојдневните обврски и предизвици. Зошто е важно да консумираме свежа храна? Вака се, свежата храна е есенција, можеме да кажеме, на здравиот живот, на енергијата, на сето она што се случува во нашиот организам, па тука има повеќе сегменти, се надевам дека ќе имаме време да ги образложиме сите. Пред се, она што е најбитно, свежата храна, освен што има витамини и минерали, тоа сите го знаат, свежата храна содржи и многу вода, например, ако земеме доматот содржи 96% вода, лубеницата 94% вода, тоа не е обична вода, тоа е вода алкализирана, која што е вистинска енергија, која што дава вистинско освежување, која што вистински го хидрира нашиот организам, за разлика од другата вода која и треба многу повеќе време да се обработи. Тоа е едната причина. Следната причина се ензимите, за кои што многу малку се зборува и многу малку се знае. Тоа може би од причина поради тоа што тие комерцијално не можат да се произведат па да се изрекламираат како што се рекламираат нонстоп. Во последно време гледаме витамини, минерали кои што се рекламираат, суплементи и слично. Ензимите се клучни за нашиот организам, затоа што без ензимите не може да се одвива ни еден метаболитички процес во нашиот организам. Не може без ензими да гледаме, не можеме да ја вариме храната, не можеме да се движиме. Сега, ензимите се наоѓаат во растителната храна, во сето она што расте под сонцето, значи тука си јаткастите плодови, житариците, сето она што е создадено под сонцето, е сега карактеристично за нив е што тие со термичка обработка се разложуваат, значи се уништуваат, па тука доаѓа до еден процес кај што нашиот панкреас и останатите органи треба да произведуваат ензими кои што прво би ја дигестирале таа храна онака како што треба за да се асимилира во нашиот организам и освен тоа тука се троши многу повеќе енергија. Затоа ние кога јадеме свежа храна сме многу динамични, се чувствуваме свежо, можеме да извршиме многу повеќе функции, меѓутоа кога јадеме храна која што е термички обработена, чувствуваме замор, па сакаме малку да си прилегнеме и слично, ја немаме таа енергија, затоа што целата енергија оди во варењето и за создавањето на тие ензими кои што на некој начин се како клучеви на брава кои што мора таа состојка која што ние сме ја внеле да ја отклучат за да може да се искористи. Затоа е многу битно кога јадеме, например, една јаболка, во јаболката има ензими во самата јаболка, затоа, например, ако добро ја сожвакаме јаболката, таа веќе за 5 минути е сварена. Доколку јадеме печена јаболка, нас ки ни треба некаде околу 5 пати повеќе време за да се дигестира и асимилира во нашиот организам. А впрочем и ние живи јаболки можеме да изедеме, да речеме 3-4, нормално јадење, печени можеме да изедеме и 15, затоа што хранливите, нашиот систем кој што е совршен, нашиот организам ни јавува дека нас ни се доволни 3 јаболки, дека сме ги ја задоволиле потребата од сите нутриенти кои што ги има во јаболката. Кога јадеме печена, нашиот организам сигнализира дека има недоволно хранливи материи, дека треба да јадеме повеќе. Тоа е причината, една од главните причини зошто треба да се јаде свежа храна, зошто се битни ензимите. Ензимите освен тоа не подмладуваат. Сите луѓе кои што се претежно на повеќе жива храна изгледаат многу помладо, поенергично, останати нус појави од јадење на термички обработена храна
е дебелењето, затоа што, како што кажав, таква храна која што не е отклучена, не може да ја асимилира нашиот организам, мора некаде да се складира. Се складира во масните ткиви и останатите делови, каде што потоа со создавање на тие ензими полека би се разложила и би се искористила во нашиот организам. Освен тука добиваме и со јадење на премногу ваква храна која што е обработена, добиваме и гојазност, добиваме и аутоимуни болести, затоа што тука се спречуваат и други функции кога имаме наталожени отрови, наталожена храна во нашите органи, кои што, нели, за да функционираат, треба да бидат чисти, за да бидат витални и да можат да искористат енергијата од сите оние нутриенти кои што ние ги внесуваме. Ги споменавте суплементите, додатоците во исхраната, само накратко сакам да прашам, дали со јадење на свежа храна може да се задоволат потребите од ензими за нормално функционирање на организмот или потребно е примање на суплементи, затоа што најчесто велиме немаме доволно време да подготвиме свежа храна, па ајде суплементите ни се најбрз начин, нели, за внесување на ензими. Па јас не сум никако за суплементи, затоа што со користењето на суплементи во било која форма, да се тоа освен ако е тоа некое сушено овошје или, да речеме, направено со дехидратација, да, меѓутоа оние суплементи кои што се хемиски направени, воопшто не сум за тоа, затоа што тука, освен што не можат да се искористат, ако ја земеме, например, витаминот С, кој што се продава како витамин С, а е само аскорбинска киселина, која што и фали уште 8 компоненти за да биде вистински витамин С, се искористува само 10 до 20% организмот, мачејки се да направи некој витамин С, треба да се внесе, значи, да речеме, околу 50 пати повеќе. Меѓутоа, интересно е што, например, ние можеме да изедеме утрово 3 киви со кои што би го задоволиле количеството на витамин С, а секој може да изеде 3 киви. Или да се изеде една рака, да речеме, шипинки, кои што се најбогати кај нас во Македонија како природен продукт кој што го дала природата, меѓутоа имаме многу витамин С во Макдоносот кој може сега да се најде. Понатаму имаме во црвената пиперка. Така да природата го направила многу интересно тоа, за да например, кога немаме многу овошје, например, сега имаме само киви, во кивите имаме доволна концентрација на витамин С, меѓутоа кога јадеме летоска лубеница диња, имаме многу помалку витамин С во тие намирници, меѓутоа ние јадеме по кило лубеница, не јадеме 100 грама. Така да тоа е така направено да ние секогаш може да внесеме доволно нутриенти во нашиот организам, меѓутоа само треба да ги внесуваме, а храната се наоѓа на пазарите, во нашите градини, оние кои што имаат, не се наоѓа на полиците, во продавниците. Според мене таа храна може да се конзумира, но треба да биде мал дел од доколку сакаме нормално да бидеме здрави и витални. Освен тоа, многу е битно да се каже, во последно време знаеме дека храната не се купува, нели, да речеме, од пазари, од супермаркети, кај што стои долго. Порано нашите предци, оние кои сега имаат, нели, своји градини, ја берат храната и ја јадат веднаш. Тоа е многу битно затоа што храната, освен што содржи витамини, минерали, ензими, содржи своја енергија, кога е таа на самиот плод и кога е поврзана со земјата, таа е полна со енергија и со негативни иони. Негативните иони се многу битни за нас, затоа што негативните иони ни даваат енергија, ни даваат сила, ја подобруваат енергетиката на нашиот организам, а негативните иони ги има во земјата и во свежо набраните плодови. Колку повеќе стои плодот, тој повеќе губи од својата енергетика, така да постои инструмент со кој може да се измери енергетиката. Јас лично го имаат и сите оние кои што произведуваат вино, не е тоа инструмент кој што мери. Но кога купуваме во маркет и сепак можеме од око на допир да можеме малку колку можеме да дознаеме колку е свежо овошјето или зеленчукот. Да се внесува свежо овошје и зеленчук и добро е да се внесува од нашето поднебје. Затоа што, да речеме, ананасот кој што стигнал, да речеме, од Перу му треба едно 3-4 дена и тој не е набран зрел, него се бере полузелен, полузрел за да може, или кога
ќе озре стигне додека дојде овде додека да дојде, така да продажба. претежно препорачувам наша храна, локална храна, колку може повеќе да се конзумира ради сите овие причини кои ги напоменав, за да бидеме нели витални, здрави, за да имаме многу енергија. И сега, кога говориме за здрав начин на исхрана, главен, односно клучен аспект е јадење на храна која што е богата со антиоксидативни компоненти, а токму свежата храна ги содржи овие компоненти. Да, токму тоа. Антиоксидансите се прават многу интересно, кога можам да почнам од почетокот, пошто меѓу другото сум и хербалист и знам билките како функционираат. Под јакото сончево влијание се создаваат антиоксиданси во самите растенија. Ги има повеќе видови каротени и слично. Според нив зависи бојата на самата билка, на самото растение, на самата овошка. Антиоксидансите се создаваат за да го избегнат оксидативниот процес во самата билка и за да може таа да расте, да се развива онака како што треба. Значи, ние антиоксидансите ги добиваме готови од билките. Тие ни помагаат многу, затоа што и во нашиот организам се одвијат многу оксидативни процеси. Оксидацијата е, значи, согорување на материите со помош на кислородот, каде што имаме нели слободни радикали кои што можат да го оштетат нашиот систем. Антиоксидансите се тие кои што ги неутрализираат слободните радикали, не дозволуваат оштетување на органите и на клетките на меѓуклеточно и клеточно ниво, така да антиоксидансите се број еден заштита за било која болест, затоа уште една причина зошто повеќе треба да се конзумира свежа храна. Идеално би било 70% од храната која внесуваме, претежно преку ден, да биде жива храна, значи необработена термички, 30% може во вечерните часови. Меѓутоа и кога јадеме термички обработена храна, јас секогаш советувам да се зема некоја голема салата, да се јаде нешто свежо, токму поради тие антиоксиданси кои што, да речеме, ако јадеме парче месо, добро е да изедеме со тоа парче месо 3 моркови и едно цвекло, за да антиоксидансите од нив го неутрализираат слободните радикали од месото, така да нема да створиме проблем ниту во цревата, ниту во желудникот, ниту во крвта, нема да имаме формирање на, да речеме, на штетен холестерол, нема да имаме масноти, нема да имаме замастување на крвните садови и слично. Значи, еден вкупен оброк секогаш треба да содржи една голема салата, токму поради тоа што го напомна, ради оксидативните процеси кои што се случуваат, секогаш ни се потребни антиоксиданси. И она што би сакала да истакаме дека во периодот на детството, на помладите години, телото продуцира најмногу антиоксиданти, но со текот на старењето нивното ниво опаѓа и затоа како доаѓаме до поголема возраст, секако и нивно потребно е поголемо внесување на антиоксидантите преку исхраната. Пролетта, како што кажавме на самиот почеток, е најдобриот период да изградиме навиката за јадење на свежа храна, која што понатаму можеме да ја задржиме во текот на целата година, и пролетта е идеално време, нели, и намалување на телесната тежина и зголемување на физичката активност. Ајде да кажеме која е таа свежа храна која што е богата со нутриенти и која што можеме да јадеме во овој период. Па сега баш сме во некој период кој што не може да се најде многу свежа храна, може да се најдат само зелените салати кои што сега почнуваат да вегетираат на нашето поднебје и кои што се одлични за чистење на организмот. Сега излегува на нашите планини и копривата и агликата кои што се одлични за детоксификација. Тука е мечкиниот лук кој што е број еден за детоксификација, меѓутоа се уште е рано, некаде крајот на април може да се најде. Сега е добро да се користат спанаќот, да се прават зелени смутиња за чистење на организмот. Хлорофилот е, знаеме, исто така број еден за чистење на организмот, содржи многу антиоксиданси, го чисти, ја чисти крвта, ги чисти органите, така да во овој период
единствено достапно ни е тоа и како што кажав, јужните овоше, се уште имаме киви кои што може да се најдат, тука е чичоката која што се откопува, која што уште неколку, околу 2-3 недели вегетира и може да се најде во Македонија. Јас лично исто дома ја имам за чистење на цревата, една одлична репка која што содржи многу инулини и други состојки кои што ги чистат цревата. Во суштина тоа е, меѓутоа најдобар период е кога за користење на овоше и зеленчук некаде почетокот на јуни, кога ќе се јави јаготката, ќе се јави дивата јаготка, кога ќе почнат да стасуваат, да речеме, кајсиите, ранките кајси и останатите, може да се најде и лубеница, да речеме, во нашите јужни краеви веќе тие растат и се одгледуваат, така да ќе имаме наплив на овоши и зеленчук некаде јуни е таков месец кај што може да се искористат баш многу овоши и зеленчуци. Претходно ги споменавте, да не ги заборавиме и сега јаткастите плодови кои што многу добро може да одат во комбинација со салатите. Да, токму така. Јаткаците плодови, семките, ленот, сусамот, сончогледот, тука е црното семе и останати други семиња кои што кимот, исто така се многу богати со антиоксиданси, меѓутоа имат и фитохемикалии кои што исто така придонесуваат за чистење на организмот, за забрзување на оксидативните процеси, за намалување на тој оксидацијски стрес. Тука може да напоменам и куркумата која е исто така многу битна, ги намалува и воспалителните процеси во нашите ткива, посебно во зглобовите, во коските. И јаткастите плодови е многу добро да се мешаат со житариците, да речеме со пченицата, јачменот, тука е просото, хељдата. Имаме прекрасни намирници кои што може да се комбинираат, може да се направи еден прекрасен појадок користејќи и суво овоше кои што сме го дехидрирале, кое што исто така е доста хранливо. Така да имаме начини на кои што може да внесуваме свежа храна на некој начин и сувото овоше, ако е сушено онака како што треба, е полно со антиоксиданси, го задржува витаминот С, е стабилен како витамин С, меѓутоа тој е термолабилен, само кога ќе го загрееме над 45 степени се распаѓа. Меѓутоа, во сувото овоше, ако е сушено како што треба, тоа е дури повеќе концентриран во него, така да може да речеме еден комплетен оброк да направиме со некоја житарица, јаткаст плод кој што е пребогат со Б витамини и со масни киселини кои што се корисни за нашиот организам и да ставиме некој некој овоше кое е дехидрирано. Имаме еден комплетен оброк, еден антиоксидативен оброк кој што ќе ни го подобри здравјето, ќе ни овозможи енергија во текот на целиот ден и виталност и нема да доведе до некои нарушувања на нашиот организам. И од фотографиите кои што ги гледаме можеме да забележиме кога станува збор за свежата храна, станува збор за намирници со разновидни бои. Токму и така. Самата боја на намирниците на свежата храна ги потврдува нутритивните вредности и компоненти кои што ги има храната. Да, токму така, тоа што го напомнав, сите тие антиоксиданси што се во храната, всушност се со бојата на некој начин го одредува видот на антиоксидансот кој што се наоѓа во тоа растение, во таа билка и слично. Затоа е битно да имаме една шарена порција, каде што ќе имаме различни антиоксиданси, каде што ќе имаме висок процент на заштита на нашиот организам. Затоа треба да се направи, да речеме, една салата, морков, цвекло и да се стави рукола или спанак во самата салата. И добро е некое семе кое што ќе содржи или јаткаст плод кој што ќе содржи витамин, комплекс на витамини Б, витамин Е, витаминот Т, исто така е еден од најдобрите антиоксиданти или анти-ејдж витамин кој што го подмладува нашето тело, ги подмладува нашите клетки. Така да секојаш да се има една разновидна, една шарена порција, освен што ќе изгледа добро, ќе биде вкусна. Исто така можам да и кажам на гледачите, слободно можат во своите салати да сега ќе излезе уште малку невено да стават неколку ливчиња, една или два цвета од невен, само ливчињата кои што се преполни со антиоксиданси, содржат А витамин кој што е многу добар за кожата,
значи може да се користи во исхраната. Така да имаме ние во Македонија многу богатство, само треба правилно да се искомбинира и можеме секако да бидеме здрави. ГМО храната е многу малку застапена, се уште кај нас, така да имаме избор, само треба да го направиме правилно и да уживаме во храната и во здравието секако. Ви благодарам многу што бевте гостин во Македонија на утрово. Секогаш имаме одлични теми и секогаш давате одлични совети кога станува збор за здравата храна и секако здравата исхрана. Ви благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Ми беше и мене задоволство, благодарам на поканата.